Пораки за благосостојба, мир, сплотеност, единство, инспирација за добри дела, неизбежната победа на доброто врз злото, испрати политичкиот и државниот врв по повод празникот над празниците, Христовото воскресение, Великден. Шефот на државата Стево Пендаровски порача на овој празник да внесеме светлина и топлина во нашите животи, спротивставувајќи се на сите кризи, проблеми и искушенија. Празникот на Христовата победа над смртта има посебно место во срцето на секој христијанин и инспирира вера, надеж и љубов. Посакувам овие празнични денови да се посветиме на најблиските и да даруваме насмевки, ведрина и оптимизам, заедно да придонесеме за просперитетот, напредокот и благосостојбата на нашата татковина. Наискрено се надевам дека Великден ќе ни донесе добра мисла, оптимизам и инспирација за правење добри дела. Постевме заедно, иако на друг начин и со различно времетраење. Споделувавме ифтарски трпези заедно, со негување на обичаите и традицијата, како што било, и убеден сум дека ќе биде и во иднина, порача председателот на Собранието Талат Џафери. Заедно можеме и да гладуваме, и да јадеме, и да се насмееме и да се ги споделиме тешкотиите низ кои што поминува човештвото. Само така сплотени можеме да носиме одлуки кои ќе значат напредок и развој на Македонија, низина економска и енергетска безбедност и безбедност на нашите граници и граѓани. Премиерот Димитар Ковачевски, кој присуствуваше на утринската воскресна литургија, на граѓаните им посака мир, спокој, а пред се здравје и напредок на личен и професионален план. Среќен Великден, Христос воскресна, ова е голем празник. Низ вековите, ние православните македонци и сите други кои што живееме на овие простори сме покажале дека кога сме единствени, тогаш можеме да напредуваме, тогаш можеме да се развиваме и тогаш можеме да оставиме секогаш подобро наследство за нашите идни генерации. Тука се наоѓаме во соборниот храм на Македонската православна црква. Ние сме наследници и на делото на Кирил и Методи, и на Свети Климент, и на Свети Наум, и на сите наши просветители и светци. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Порача да ставиме крај на неправдите и болката, што предизвикуваат заеднички страдања. Ова е Македонија, за која вреди секоја наша болка, секоја промена, секоја возобновена надеж, секоја заедничка иднина. Да ги кренеме главите и да покажеме што можеме. Со срце, со ум, заеднички. За неповторливата шанса на нашата генерација. Верувам дека нашата света црква, како и досега, ќе продолжи да биде големиот чувар на идентитетот на македонскиот народ. Почитувани пријатели, добрината и љубовта нека биде водилка во вашите срца, а светлината и топлината нека бидат присутни во сите наши домови. И покрај сите овие пораки, на граѓаните и натаму останува да веруваат и се надеваат дека политичарите го мислат тоа што го кажуваат, дека повеќе ќе работат во интерес на граѓаните и вистински ќе се посветат, сите да се обединат и заедно да го дочекаат подоброто утре.